во Македонија време е за листа за 300. Квиз на знаење и надмудрување кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Се знае, чим е викенд и листа за 300 сите гледаме. А нормално за да си продолжиме да може да гледаме на рад листа за 300, треба да ги запознаеме, односно да ги повикаме и нашите денешни надпреварувачи. Секако прво ќе ги повикаме денешните домакини, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз. Тоа се Горан и Марио. Повелете. Добре, ми дојдовте по трет пат. Така трет пат, не греш. До сега колку пари успеавте да ми земете? 400. 400. Како кажете, како ништо да. Не, супер сте, бравос. За денеска подготвени? Подготвени. Знаете како оди цела работа, нема повеќе да ве замарам, да не сакате вие нешто да споделите, да кажете. Тоа е тоа. Тоа е тоа, чуваме се за во кабина. Ми се допаѓа, тогаш да не ви го одзимам времето. Повторно како домакини, што значи ваше домакинската кабина. Повелете. Благодарим. А секако, за да си продолжиме понатаму, треба да ги запознаеме и нивните противници, односно денешните предизвикувачи. А тоа се Христијан и Давид. Повелете, момци. Христијан, здраво. Христијан. Давид, здраво. Како сте? Одлично. Ајде започнеме, Христијан, од тебе, да те запознаеме на кратко. Што сакаш да споделиш, што сподели? Збор два за мене. Јас сум Христијан од Скопје, работам како инженер за развој на софтвер тука. Супер. На кратко тоа било тоа. Пред некое време бев на многу добар настан, се вика Робомак 2024. Да. На Фейт беше, искрено многу добро си помина. Фейт, баш гледав. Имам искуство со тоа, меѓутоа беше поодамна кога бев студент. Колку години си, Христијан? Од кога беше тоа студент? Да, тоа го испуштив 32 години, значи студент веќе не сум добри 8-9 години. Браво, значи се на време се заврши факултет, како што да Веќе 8 години работно искуство. Супер, Христијан. А Давид? Здраво, јас сум Давид, студент на Финки. Ете го, човека. Гледам да станам и јас програмер во иднина, ама има време уште. Која година си? Токај си? Сега сум втора. Сега уште втора. пола. Уште пола, ќе летне времето. Слушајме. За кратко. Значи, неостварена желба или желба во остварување е да бидеш софтверски инженер. Да. Како е работната перспектива на тоа поле? Сега за сега, ако не се лажам, таму се највисоките плати, со легална заработка, така, легално заработени Легално плати. највисоките, да. Одлично. Ке видиме, имаме ли некоја бројка од колку се движат платите во тој сектор? Мислам, не мораш да ми кажеш за твојата плата, не прашувам. Туку највисоката плата во таа област, знаеме ли која е? Во Македонија? Во Македонија. Искрено, стварно не знам, со оглед на пандемијата, ренџот на плати се смени. Аха, на погоре или на... Доброто оваа професија е што мислам дека хибрид моделот доста зазема на сила, меѓутоа во однос на платите беше едно време, би рекол, во нагорна линија со тоа што кога вработените почна работа до дома, мислам дека самите фирми сватија дека може да се функционира дома и се зголеми поборувачката, меѓутоа сега со тек на време мислам дека се стабилизира, така да се враќаме. Се дојде до природна селекција на пазарот, нели така? Да. Супер. Одлично. За денеска дали сте подготвени, да не ве деконцентрирам? Да. Супер. Прв пат сте во квиз? Прв пат. Со среќа, момци, баш ми е било. Почнувате како предизвикувачи, да видиме до каде ќе стигнеме. Повелете во предизвикувачката кабина. Горан и Марио, односно Христијан и Давид се во нивните надпреварувачки кабини. Сега, драги гледачи, да ги провериме истите дали функционираат онака како што треба, за да си продолжиме без никакви проблеми понатаму. За таа цел прво ќе ве замолам да исклучиме кабината на Горан и Марио. Христијан и Давид, дали се слушаме? Се слушаме. Одлично. Во продолжение, ако имаме некаков технички проблем, пречки, не се слушам јасно, не сте ме слушнале јасно, или посочете на проблемот, или прашајте. Договорено? Немојте да претпоставите, затоа што во минатото на неколку пати се случиле грешки. Па затоа ве молам, прашајте нешто ако не е јасно. Добро, фала. Христијан и Давид со среќа во продолжение, сега ќе исклучиме нивната кабина да провериме кабината на домакините. Домакини, како сме? Одлично. Расположени за игра? Супер, се е полесно кога имаш некоја пара во джеб, нели, веќе освоено. Тремата кај вас или одамна ја заборавивте дома? Отиде, така е. Горан и Марио, може да продолжиме? Може. Одлично, фала ви. Ете, драги гледачи, домакините ми дадоа зелено светло за старт, што значи започнуваме со листа за 300. Како и секогаш, така и денеска ќе си започнеме со првата лицитација, односно првото надавање. Темата за истото гласи:
зборови кои почнуваат со буквата Ч. Бараме зборови од најмалку 5 букви што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат со буквата Ч, без обзир дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Секој збор може да го кажете само еднаш, или во еднина, или во множина, само во еден род и без членување. Не се признаваат лични географски имиња, имиња на компании, народи и слично. Морам уште едно нешто да посочам. Да обрнат внимание нашите надпреварувачи на оваа тема. Имавме слична ваква тема пред некое време и тоа што видовме дека има доста србизми на оваа буква, затоа внимавајте. Минатиот пат нашите надпреварувачи кажа чварки, а чварки не е македонски збор. Барем се уште не е прифатен, нели го нема во македонскиот дигитален речник, а условот, еден од условите е тоа, зборовите да се содржат во македонските речници. Дали сме подготвени, дали е јасно се? Да. Дали јасно се? Супер. Знаете, драги гледачи, дека при првото надавање започнуваат со лицитација тековните предизвикувачи. Денеската улога, како што реков, им припадна на Христијан и на Давид. Ке ве замолам да исклучиме кабината на домаќините, а Христијан и Давид, кога ќе имаме понуда, да слушнеме. Па може, би почнале со 5. Одлично. Започнуваме со 5. 6. 6. Едно повеќе 6. Нека бидат 7. 7. 8. 8. Едно повеќе. 9. 10. Едно повеќе 10. Заткружено на едно повеќе 10. Да. Плюс едно, 11. Плюс едно, 2 единици или 11. 12. 12. 13. Стрикната 13. 14. 14. 15. Едно повеќе 15. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 19. 20. 20. 22. 22. И 3. 23. 25. 25. И 6. Едно повеќе 26. 27. 27. И 8. 28. 29. 29. Округло 30. Стигнавме до 30. 31. 31. 32. 32. 35. Одиме на 35. Нека одговараат. Да одговараат? Ајде да видиме. Има доста зборови кои што почнуваат на буквата Ч, но сепак и немаме малце празни полиња, имаме 35 празни полиња. Што значи Христијан и Давид? Ако ги исполниме овие празни полиња со точни одговори, првиот поен оди кај нас и сме чекор поблиску до победата. Кога ќе бидете подготвени, започнете. Може. Чамец. Би почнали со чамец. Чамец. Така е. Чашка. Чашка. Сега во моментов што да ти понудат една чашка, што би испил? Па за пиво рано е. Па, зашто рано? Меѓутоа топло е. Продолжете, да не бете концентрирани. Следно е било чешал. Чешал. Тоа што Марко веќе нема потреба да го користи. Чешла. 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 Така е. Четка. Четка. Така е. Често. Често. Точно. Черга. Черга. Така е. Чергар. Чергар. Точно. Едно прашање, дали сме бројки изразени преку букви? Бидејќи и тоа е збор. Колку што знам, да. Зашто не може? Може ли не? Ако е од еден збор бројот, нели? Да. Секако. 4. 4. Така е. 14. 14. Така е. Чевел. Чевел. Да.
Така е. 40. 40. Точно. Чесен. Чесен. Така е. Често. Често. Го имаме често. Да. Честитка. Честитка. Точно. Честитање. Честитање. Точно. Човек. Човек. Така е. Човечен. Човечен. Точно. Човечност. Човечност. Така е. Чисто. Чисто. Така е. Чистота. Чистота. Точно. Чистење. Чистење. Така е. Четиристотини. 400. 400. Точен одговор го има. Така е. Следно би било часовник. Часовник. Така е. Чуден. Чуден. Така е. Чардак. Чардак. Точно. Чадор. Чадор. Точно. Часопис. Часопис. Точно. Чизма. Чизма. Се ситнат, уште малци имаме. Така е. Чоканче. Чоканче. Ја прескакав преков за чашката, тоа викам или чашка или чоканче. Би испил едно. Чорба. Со чорба. Убаво го почна муавето. Мора да ти приснам, Христијан, ни ми отвори апетица целава. Заедно да ти работи. Така е, точен одговор. Уште 5 ни фалат. Чекор. Чекор. Така е. Чекање. Чекање. Така е. Чекорење. Чекорење. Точен одговор, уште 2 имаме. Често, дали го кажавме? Често, сега ќе видиме. Беше, да, го имаме. Частење. Частење. Не. Честење. Би доаѓа Како? од македонски честење. Честење би дошao. Ај, браво, Христијан. Мала исправка. Не, добро, да во право време ја направи сериозно, ти кажам. Така е, точно го. И уште едно чоколадо. Чоколадос. Како за крај? Ете, ме утепа и со чоколадо, прво со чорба, со чоканче, чорба и на крај десерт, чоколадо, Како што треба. сладкиот последен точен одговор. Браво за Христијан и Давид, чоколадо, 35 точен одговор и првиот ваш освоен поен во листа за 300. Честитки момци, но не се опуштете премногу, вас секогаш го кажувам, сте може за миг да се промени.
Имаме уште една лицитација, затоа внимателно. Но тоа не го минува фактот дека успеавте да го земете овој поен. Честито уште еднаш. Горан и Марио, добро одиграно, доста и надавања, да, но очигледно им легна темата на вашите противници, без некој поголем проблем успеа да ги истераат овие 35 поими. Но како што знаете, ништо не е готово. Имаме уште една лицитација. Ајде да видиме дали може и пресврт да се направи. Но пред да продолжиме понатаму, јас ќе прочитам уште некои од овие зборчиња на Ч. Тука имаме чавка, чаден, потоа чајанка, чајджилница, чакал, чакија, чалгија, чалма, чапкан, чапунка, потоа чартер, чевел кажавме, мислам чекај, чекан, чепкалка, череп, честитка кажавме, чинар, чинија, чирак и така. Натаму ги има повеќе од 200 во македонскиот јазик. Многу повеќе од 200. А сега, драги гледачи, како што реков, време е за втората лицитација, односно второто надавање. Тоа ќе ни открие кој, дали Христијан и Давид за прв пат ќе застанат и ќе ги сочиме со темата од нашата листа, или пак ќе играме пенали благодарение на Горан и Марио. Затоа останете со нас. Веднаш продолжуваме сега, не губиме време. А темата за втората лицитација гласи: градови во Европа со стадиони со капацитет над 40.000 гледачи. Бараме градови во Европа кои имаат стадиони за било која намена со капацитет над 40.000 гледачи. Не е важно дали се за фудбал, атлетика или друга намена. Имињата на стадионите не треба да ги кажувате. Доколку некој град има повеќе такви стадиони, можете да го кажете само еднаш. Ние, за жал, таков стадион се уште немаме, но во Европа такви градови има повеќе од 70. Горан и Марио, дали не е јасна темата? Океј. Супер. Христијан и Давид, дали не е јасна темата? Јасно. Одлично. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први со надавање започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива. По првата одиграна игра, во таква ситуација се наоѓаат Горан и Марио. Затоа ќе ве замолам да исклучиме кабината на Христијан и Давид. Горан и Марио, кога ќе имаме понуда, да поделиме, да споделиме. 5. Едно повеќе, 6. 6. 7. 7, како дежаву да имам. 8. 8. 9. 9. Заокружено 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 18. Едно повеќе 18. 19. 19. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. Колку што сакам години да имам. Ништо. Многу сакам. 26. Може и 26. Може и 27. Може и 27. 28. 28. 29. 29. 30. 30. 31. 31. Нека одговарат. Да одговарат? Нека Ајде да одговарат. видим, имаме доста надавано, повеќе од 30 полиња се празни, 31. Темата беше градови во Европа со стадиони со капацитет над 40.000 гледачи. Горан и Марио ќе треба да ни кажат барем 31 град од тие повеќе од 70, доколку сака да гостуваат овој поен и потоа да играме на пенали. Кога ќе бидете подготвени, повелете. Белград. Белград. Така е. Букурешт. Букурешт. Точно. Атина. Атина. Така е. Будимпешта. Будимпешта. Точно. Истанбул. Истанбул. Така е.
Лондон, Лондон. Така е. Ливерпул, Ливерпул. Точно. Манчестер, Манчестер. Точно. Ньюкасл, Ньюкасъл. Точно. Мадрид, Мадрид. Така е. Барселона, Барселона. Така е. Севиля, Севиля. Точно. Валенсия, Валенсия. Така е. Сан Себастиан, Сан Себастиан. Сан Себастиан. Сан Себастиан. За малце не е точен одговорот. 39.000 и колку се точно се извивам, морам да прашам. 39.300 гледачи. Барем ги слуша во режија кога се договорија, мислам, нели, одговорните делегатите се дури се раскара и рекоа да беше од 39.500 ќе го рачунајќа од 40.000, еве, се договори. Ама за жал беше и потоа 39.300. Горан и Марио видно разочарани од ова. Многу ми е жал што вака заврши целата работа. Јас искрено се понадевав дека ќе играме на пенали. Многу добро. Убаво си почнавте, супер. И не дека си далеко е да за 5-600 луѓе што во таа гужва не би ги ни приметиле. Да. Реално, дури на крај кој би ги броеле парите од карти, би виделе многу ми е жал. Кој друг вака ви доаѓаше на Много од Билбао сега таму, ваму во Франција, Германија има доста. Има САД има многу. точно, добро ги баравме во Европа, нели? А во Што Европа да, беше? градови во Европа баравме, да. Не знам дали знаете, но понашто интересно дека Прага го има најголемиот стадион, да, но не е за фудбал, за оние кои што не знаат. Има капацитет 200.000 луѓе може да собере. До сега најмногу собрале 120.000 на концерт на Rolling Stones. Тогаш се собрале 120.000 луѓе на едно место. Но како што реков, неговата намена не е за фудбал и тоа што е интересно, немаат стадион поголем од 40.000 гледачи во Прага. Затоа не ни беше на оваа листа. Мислам, не беше како оние кои што имаат фудбалски стадиони. Горан и Марио, многу... Мислам дека Страховски се викаше стадионот во Прага. Немам, видиш, заборев таа информација да запиша. Да. Страховски. Бески, Страхов. Само Страхов. Страхов. Да. Само Страхов. Еве, среќа, имам еден чип за интелигенција тука во увото ми е ставен, па кога нешто не знам се активира и најден сум многу паметен. Да, фала ви. Горан и Марио, многу ми е жал што тука ќе се простиме, но еве пред да се опростиме да ги прочитам барем некои од оние стадиони, ги кажавме оние поголемите, туки Париз беше, Даблин, потоа Москва, Милано, па ги имаме Амстердам, Базел, Баку, Берлин, Бирмингем, Бремен, Брно, потоа Виена, Волгоград, Гданјск, Гелзенкирхен, Гетеборг, Глазгов, Дизелдорф, Донецк, Измир, Казан, Кајзерслаутерн, Катовице, Келн, Лисабон, Марсеј, Мехен, Гладбах, Минхен, Неапол, Нижни Новгород, Билиси, Торино, Харков, Хелсинки, Штутгарт и така натаму. За жал, ете видовме како заврши целата приказна за Горан и Марио. Не мораат да си заминат од тука, како да кажам, разочарени, затоа што овој беше нивно трето веќе учество во листа за 300, а во тие претходните две успеа да ми земат, да надишат, ако сакате, 400 евра. Со здравје нека се ги трошат, но за жал тука морам да им кажам чао. До следното гледање секако. Христијан и Давид,
Дали беше прва среќа почетничка или едноставно знаете што бе, знаеме, кажи, нема тука никаква цепа малку. Дефинитивно треба Да, и добро. среќата игра важен фактор. Така е, дефинитивно. Јас тоа Ова кажам. беше за многу ситно, дури За може многу ја ми го ситно. кажа иското. Да, за многу ситно беше, дури ти викам имаше и дебата, дискусија дали да се признае до некаде, дали не дека многу мала бројка, ама сепак правилата се тие што се до и преска рековме дека доколку кажеше нели ти една буква не ми текна која беше Честење, со честење, да, со частење, ја верам дека по едот ќе отидеш и ќе вашите противници. Фер, правила се правила. Да, правила се правилни, мора да ги почитуваме. Така е. За да не настане хаос. Христијан и Давид, не ми останува ништо друго освен да ве повикам тука на главната сцена и да ве соочиме со денешната тема од нашата листа. Што ќе направат Христијан и Давид, драги гледачи, останува да дознаеме во продолжение. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по паузата. Христијан и Давид ми се придружија тука на главната сцена и за многу кратко ќе ги соочиме со денешната тема која што имаме тука подготвено. Но пред да започнеме, односно пред да продолжиме понатаму, да ги прашам Христијан и Давид, дали е сега малце поразлично тука отколку во кабината? Дефинитивно. Имате сега возбуда некој кога стана збор за парите, дека додека бевме во кабините доста добро се држевте, иако Давид на почетокот ми рече дека има малце трема, демек, ама тоа не успев да го видам. Нормално е, камерите си го прават своето. Да. Ми тоа се е подобро. Мислам дека е подобро. Ме интересира многу чива идеја беше да дојдете во листа за 300. Моја идеја беше. Сериозно, први човек, видиш како се пови, одма погрешив, да бев во квисеги и да ми беше ова прашање ќе падне одма. Ништо од парите. Сериозно мислев дека ти си го твоја идеја Негова било. иницијатива, дури некој време го спомнав, викам, зашо не. Да, супер. Подршка. Се гледа дома, значи листа за Да, да 300. ве пратиме долго време. Да, одговарате дома на темите кога сте седнати сите за кој е најбољи? Дома. Да не се караме тука. Да не кажеме, да не се караме добро. Таман. Океј. Нема да откриваме, да. Сите сме тука некаде сега на тоа за нели дипломатски одговор. Момци, има многу интересна тема, посебно за некои ако мислам нели сака да патува. Колку сте по патувањето? Па, од време Сега на време практикуваме се. Кажи кој ќе собереме пари кога немаме точно, обврски. и тоа игра фактор корона, малце го Да, закачите процес да, да да. се стабилизираме. Де имаше вака, има короната што например барем тоа е мојот впечаток дека оние кај некои луѓе тотално го стопираше патувањето, Нормално, мислам дека го прекина, фатија друг тек во животот, а кај некои пак како да беше да уште толку почна да патуваат и не се прибра. Барем луѓето еве јас што ги знам што ме обкружуваат. И за едните и за другите да сте ми живи и здрави, тие што сакате да шетате, шетајте, тие што сакате дома да седите, седете си дома. А сега, време е пополека да тргнеме на кај темата, да не ве држам тука за џабе, знам дека едва чекате да слушнете и да видите дали ќе освоите некој денар, односно некој евро. Па да не ве должам првично да се подсетиме, да се подсетиме како стои нашата листа. Таа е составена од 15 празни полиња, кои што ако ги испишеме со точни одговори ќе освоиме и она максимална сума. Во меѓувреме, за 3 точни одговори вас ти следуваат 50 евра, за 6 точни одговори 100 евра, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори ќе си заминете од тука со 300 евра. Искрено се надевам дека ќе ви се погоди темата и дека тоа ќе биде крајниот финалниот резултат. Христијан, Давид, дали сме подготвени? Подготвени. Слушајте убаво. А слушајте и вие добро, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема држави кои имаат знамиња со две бои. Бараме имиња на признати држави од Обединетите нации од целиот свет, чии знамиња имаат само две бои во било каков облик или распоред. Секако, имињата на државите ги бараме во наша транскрипција. Дека сте прва тука, можам да ви кажам одма дека едно знаме, една држава со двобојно знаме, така знаете. Да. Позната ни е. Позната ни е, да. Се, добро ќе биде ако не е таа, ја што мислам. Кога ќе бидете подготвени, започнете, можете слободно да се консултираме, да разговараме, да, слободно, то можете гласно дека сега веќе не игра, нели? Значи бараме И не брзете, да. Искрено, не брзете да не направиме грешка сега тука. Консултирајте се, договарајте се, осигурајте се за одговорот пред. бараме официјално признати држави кои што знаме има две бои. Да, Точно две бои. не е битен распоред, значи може ќе дам црвено-бело еве пример. Може да е црвено-бело, па пак бело, па црвено-црвено, па така, не е битно, битно е само две бои да има на знаме. Поред. Давид, патриотски, да си почнеме со нашата црвено-жолта.
Следно е било Грција. И примо до колината. Албанија црвено-црна, Грција бело-плава и Македонија. Може прво се ти покажа. Не се меша. Само точното име кажи. Точното име ќе треба? Не, не, Поновата кажи или го, не, се уште не патиме тој комплекс тука. Тоа е добро. Да. Тоа е добро и ме радува. Океј, прва Македонија. Македонија. Зашто гледам? Ова ми е, так, и гледам да точен одговор. Не, ќе беше добро да ви речев, не уште не играме така, ама, знаеш, сепак Северна Македонија, точен одговор, не. Се правите, потоа? Потоа јужниот сосед Грција. Грција. Имното знаме е сино-бело и тоа е точен одговор. И да завршиме со западниот сосед Албанија. Албанија. Црвена и црна боја. Што значи пред точен одговор за вас и првите пари 50 евра освоени во листа за 300 честитки. Нека се множат. Ала. Сега размислете за понатаму. Полска. Чекай, Полска, Монако. Украина. Монако. Монако е уверен од Полска? Исто ти кој Немаш некоја шаро средина? Индонезија, бе, исто. Сигурен си? 100%. Сигурен си? Милиард. Сега дали е официјално призната држава Монако? Тоа е прашање. Ја би играл на тоа сигурно. Значи Украина? Ја мислам, Ја мислам дека сигурно. Тоа е кнежевство. да, но за да биде нели. Ајде идете, видете се. Не ви се меши. Така. Идете на сигурно. Катар, Бахрейн се 100%. Да, Тие се може, истите, може. Палау, Бангладеш. Океј, ќе отидеме малце подалеку. Одиме подалеку. Катар. Катар. Далеко. Катар. Кои се боите на катарското знаме? Црвено и бело. Така е, Бордо, црвено. Да, бордо. Бордо. Препознатливи се, специфични се по бојата што имаат и така е точен одговор. Полска. Полска, Црвено и бело. црвено и бело. Полска, најбрзо растечката економија во Европа и една од ретките европски земји каде што младите почнуваат да се враќаат назад, а не да бегаат секоја чест за нив. Точен одговор. И за крај би рекол Украина. И за крај Украина, сино и жолто. Така е, точен одговор, 6 100 евра за Христијан и Давид. Одиме по полека, се качуваме нагоре. Скандинавските не кажа. Азискиот према азијска. Кина. Црвеното и жолто. Јапонија. Бангладеш. Бангладеш беше супер. Зелено, црвено 100%. Сигурно на тоа? Милиард. Верувам, рече. Сега да верувам. Добро, а следно би била Кина. Кина. Истокот. Како што и самите кажавте, црвена и жолта боја се боите на кинеското знаме и тоа е седми точен одговор. Јапонија. Јапонија. Бело знаме. Мислам бела основа со црвено сонце. Ќе биде така. И Бангладеш. Бангладеш. И Бангладеш. Сега не ми текна на Бангладеш знамето какво беше, но зато Давид знае. Стрично како Црвено крупче и зелена позадина. Така, браво. Сигурен беше 100%, Давид, и 1.000.000%, извини рече, 1.000.000% и ете се исплатате 1.000.000%, 150 евра за Давид и Христијан. Супер. Ама сега имаме проблем, не е сума што се дели. Така е. Да. Треба јам. Добре, барем до 200 да стигнеме, ама најубаво до 300 за да не се карат. Шведска има. Но внимавајте сериозно, ако направиме кикс може да ги изгубиме и овие пари, затоа внимателно. Скандинавците. Шведска, Данска, Финска. Па бело. Финска за Исланд и Норвешка не се. Не. За понатаму ќе Идеме да најдеме. видим посама. Океј. Ој, Продолжуваме. таму, да. Ајде. Десето Шведска. Шведска. Сино и жолто, така беше. Шведска, 10 точен одговор. Данска. Данска. Така е, црвено и бело. Финска. И Финска.
Финска. Така е. Бело и си. Бело и сино. 12 точен одговор, имаме 200 евра. Морам на секој пари вака пуштам браче. Ава, мраче. Сега вие се делат. Но... Можеш те малце. Да, уште да се малце. дискутира, да размислиме брзо. Вака сам Нигерија. Знаете то, дамна не сум ме подсетил на тоа правило дека доколку едниот од надпреварувачите од тимот сака да се откаже, другиот сака да продолжи понатаму, го прифаќаме потврдниот одговор и продолжуваме понатаму, така да си знаете. Одамна не сум кажал, да, не сум подсетил на ово. Нигерија. Нигерија е зелен со бело. Южноамериканските имаат. Палау ги има. Да, идеме малце посигурно. Нигерија 100%. Монако го спомнавме, сега тоа треба да е суверена држава. Ајде, Монако се боле Палау него Монако. Нигерија, Киргистан, тоа е црвено-жолто. Индонезија, како Катар. Нели беше? Индонезија. Сигурен се дека две 100%. Чекам, Две бои. Индонезија, Катар. Не е ко Катар, ко Монако е. Истија знам. Црвено-бело. Монако, Нигерија и Палау. Монако, Нигерија и Киргистан. 100%. Киргистан како беше? Црвено-жолто. Со обликот? Има некој облик, само црвено-жолто. Одиме, Марче. Одиме. Крај, да си ја пробаме среќата. Да чекам да видиме што ќе излезе. Како се Следно, играта така? Африка малку, Нигерија. Нигерија. Нигерија, каква е зелена беше со бела. Со бела. Само 3 редички на линија Да. се повторува зелената. Така е. Нигерија 13 точен одговор уште. Фани фалат. Индонезија. Сега може во азијскиот дел повторно. Добро. Океанија, Индонезија. Киргистан. Нека биде Киргистан. Нека биде Киргистан. Зашто Киргистан не можам да го најдам? Каква Црвено-жолто е Киргистан. црвено-жолто немаше нешто друго во... Не. Нема. Не бе, многу знаете. Точен одговор, Киргистан. И на крајот може да завршиме со Индонезија, кој што гледам не е кажа. Не, зошто Индонезија? Па треба 300 евра да ви дадам сега, ле, што се плачи да види. До сега беше 1.000% сигурен, сега ми се плачи. Со пола уста. Тоа е тоа, момци, нема што повеќе да не држам Индонезија за 300 евра. Честитки, супер бевте на темава. Очигледно добро стоиме со знамињата. Сега се делат. Поубаво парите. Да, сега пубаво се делат парите, така е, Давид. Друга вака ви текна некоја држава која Па, што... Монако, ја мислам дека. Монако ќе беше точен одговор. Монако за Виетнам мислам дека имаат боја некоја. Таму ти малечки дело и плава може некоја да има. Ката река, Не, Виетнам исто меѓу оние со 2 бои, да. За Црна Гора не сум сигурен. Црна Гора. Не. Не е Балканските сите се со 3 бои повеќе. Освен нели ние се држиме Збориме своето. остатокот. Да, остаток. Те што нема Уругвај имаше жолто. Што не може да се одлучат која боја и кога тричи. Южноамериканските имаат доста слики, ризични се. Пред да овакво да. Пред да ви испратам со здраве да си ги трошите парите, секако да ви го најавам на сите учеството на Христијан и Давид во следното издание на Листа за 300, затоа што сте победници, знаете дека сега до 5 пати имате право на учество, доколку нели не кикснеме во меѓувреме. Во наредното издание на нашиот квиз нови противници, нови теми, што значи нова возбуда и нова шанса да се стигне повторно до нашата листа. А пред да се одјавам и да ве поставам на рад, да ги прочитам дел од оние држави кои имаат знамиња со 2 бои. Сега да пробам да ги издвојам оние што ги кажа, сепак 15 кажа. Австрија, Бангладеш, Бахрин, Виетнам, Грузија, Израел, потоа Канада, Казахстан, не знам дали кажавме, Катар, Летонија, Микронезија, Мароко, Монако, Пакистан, Палау, Перу, Саудиска Арабија, Сингапур, Сомалија, Тонга, Тунис, Турција и така натаму. Не, мислам дека околу 37 се такви држави. Христијан и Давид, одлични бевте денеска, се гледаме во следното издание на нашиот квиз. Истото важи и за вас, драги гледачи, и вие бевте одлични денеска, се надевам дека имавте исто волку успешни одговори како и нашите двајца учесници. А доколку не ќе имате шанса за поправен во следното издание на нашиот квиз. Во меѓувреме останете со програмата на Сител и уживајте. Не заборавајте, ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!